Здраво на сите и добро дојдовте во мојот нов влог. Како што веќе видовте, вчера бевме во куќата, лепевме лепила и ги лепевме вратите, подот, прозорите, ги заштитувавме, затоа што следниве денови треба да варосуваме. Јас не можам да се стрпам, немам трпение, сакам што поскоро да завршиме и да почнам да порачувам елементи за дома, како што се куња, гарнитура, комода за телевизор и такви слични работи. Но морам да се стрпам, затоа што не може да се работи толку брзо, покрај тоа што работиме, немаме време и мора да се организираме секој ден помалце, па така да успееме да сработиме се. Денес јас сум слободна, така да имам време, малце чистев дома, го чистев станот, направив ручек и сега го чекам Филип, треба да дојде па да видиме што и како ќе испланираме за денес да работиме и ве носам со мене. Ова е нашиот денешен ручек, ориз со копани. Искрено сум премногу возбудена за сите работи, многу работи планирам да правам, многу работи треба да чекам и со нетрпение чекам да се преселиме, да можам да го средам тој дом, да изгледа добро. Многу сум нетрпелива, морам да кажам, и многу возбудена. Ќе ви покажам што ми поклони Филип за 8 март. Тој знае дека јас обожавам цвеќина, посебно цвеќина во саксија, кои што можат да траат подолго. И затоа оваа година ми купи орхидеја. Јас орхидеи имав 2, од кои едната ми се исуши, имам уште една и таа нема, не знам дали има воопшто надеж, затоа што е овената. Да, многу се израдував. Планирам исто да си купам некои нови цвеќина и зеленила за во новиот стан. Исто тоа со нетрпение го чекам. Здраво на сите! Снимам видео после неколку дена од тоа што го видовте, пред да варосуваме. Морам да ви кажам, веќе варосавме, јас не, мојот маж, со неговите братучеди. Сега одиме да видиме една комода, треба да купиме и да ја однесиме во куќата. Еве како што можете да видите, картони имаме назад, тие ни требаат за преселба. И потоа ќе одиме да гледаме ламинат. Треба да купиме ламинат за дневната, гостинската соба и салонот. И така да можете и вие да видите. Исто така треба да купиме и боја за вратите, затоа што сакаме да бидат убави бели. Сега не се баш така како сиви изгледаат, можеби затоа што има
поминато долго време од како што биле лакирани. Да, тоа е тоа. Ке можете да видите се и денеска со мене. Еве да видите. Сега на камера не се познава многу, ама е навистина бело. Супер. Еве и овде. Еве ја и гарнитурата што ја задовме. Ќе ви ја покажам поубаво кој ќе ја наместиме. Искрено многу добро изгледа. Овде имам ламба пуштена, затоа не се. Иначе, ви зборувам за овие врати. Сакаме да ги фарбам, затоа што тие биле некогаш бели, но сега веќе изгледаат многу темно и сиво. И затоа мора да ги нафарбаме. И уште нешто, во неколку соби имаме дрвена ламперија, таа сакам исто или да ја вадим или да ја фарбаме, тука не знам, треба да видиме. И треба да порачам пердина, теписи, да се чисти и да биде се во ред. Видете како Филип не транспортира. Ова е вака уживање со Red Bull на картони, баш како преселба личи баш. Добро. Сега го фатив хадарот. Има нешто што лепило посебно се лепили како? Не, тоа што го порачав е... Ова е тапета. Тапета, вака да лепиме. Не може ова. За ова ти треба лепак и треба да се мачка и после се лепи. А тоа што го порачав е само се лепи, не мора, пример. Може. Да. Толку многу работи има. Јас не знам која е тоа. Нашо ни треба. Нас не треба боја. Дрва. Добро, овде има многу лако е за сјај, ама не боја. Нас не треба боја. Мобел лак. Ова е за мебел. Филип најдов. Дојдовме ваму, ништо не купивме. Требаше да земеме ламинат, што гледавме некој
на попуст нещо, ама то било скроз од друга продавница. Ами не возих, не. Имаше една боја, Вред, на не ајде. запишуваше за предфарба и некако праймер, ама јас мислев дека е таа фарба. И таа ќе ја земеме. Ама таа ни кажа за среќа дека тоа не е тоа што ни треба, дека треба да земеме само бела боја, ако веќе вратите се бели, така да тука многу ќе сгрешевме. Ама за среќа ни кажам. Бевме во друга продавница да купиме боја за утре за прозори и врати. Не можевме да се снајдиме пак го викнавме тој што е таму вработен. И тој ми кажа, ама тој мене ми покажа на мала боја, не на ваква голема кофа, за 6 врати. И тој за мене зедов голема кофа. И одиме на каса и гледа во нас. И тој мене ми вика, не, тоа е само за прозори, не за врати. Јас пак се избрука. Да, не знам, не ги разбирам овие работи. Не знам, што е разликата? Јас мислам дека тој сакаш само да не даде оваа смачка на кофа. Мислам дека само тоа беше. Си купив и ваква читка, како се викова, за фарбање. Утре ќе пробаме да видам како. На првото место зедов праймер за боја, сега зедов погрешна боја, не знам. Јас мислам за вакви работи секогаш ми треба помош. Добре дојдовте во уште еден нов ден од мојот влог. Како што видовте, вчера купивме боја, планиравме да ги варосуваме, да ги мачкаме вратите, но не испадна по планот, затоа што не купивме разредивач, што се тура во бојата за да биде малце поретка. Таа боја е многу густа и не може да се фарба со незе. Затоа одлучивме во наредните денови тоа да го направиме. Нема да го видите во овој влог, ама затоа ќе го видите во следниот влог, се надевам. Тоа е тоа што се однесува до нашиот стан, куќа. Доколку сакате да го следите процесот, како тоа ние уредуваме и слични работи, слободно лекнете го во видео, стиснете subscribe, а ние се гледаме во моето следно видео. Чао!